Почитувани работници, во време кога во високо развиените држави се имплементира 6-часовно работно време, нам ни се сервира феудализам и рабовладетелство. Предлогот на владата за 60-часовна работна недела не врати назад пред 1882 година, кога во индустријата се работели по 12 часа дневно. Лошите услови за работа ги примора работниците се одстават од државата, ги дискриминира жените земјоделки. Во 21 век на железничарите им се исплатуваат плата во половинки. Поради ситнишкиот однос во јавните предпријатија, работниците не може да земат додатоци и недоместоци на плата. Вработените во маркетите работат во ладни простории. Текстилните работнички се радуваат кога ќе им легне платата на сметка. Градежната мафија ги експлоатира незаштитените и непријавените работници. Се поприсутна летаргијата и очерот. Најдеградираната професија, ноќен чувар, е се почеста кај пензионерите кои се приморани дополнително да работат поради младите пензии. Партиските вработувања ја втемелуваат негативната селекција. Медицинските сестри, негователките во градинките и полицајците земаат минимална плата која што не е доволно да се преживее. На објавениот повик на Левица, преку 1000 работници ги пријавија своите нерегуларности на работните места. Ова е знак дека правата на работниците се само декларативна утопија во програмите на денешните политички чинители. Класната разлика е се поголема, додека директорите во банките земаат милионски дивиденди, обичниот работник ја троши платата на инфлација. Додека државата е мајка за оние што се миленици на власта, е маќа за оние кои макотрпно го заработуваат својот леп. Работникот е изолиран и оставен на милост на оние кои никогаш во животот и не работеле. Затоа, драги работници, не дозволувате вашиот труд да биде наемен и искористен од оние кои што ќе ве отпуштат веднаш кога нема да им требате. Ви посакуваме овој ден да биде мотив за продолжување на борбата за вашите работнички права.